Посебно го сакам Крушево, бидејќи има своја убавина од многу страни. Меѓутоа, гледајќи од аспект на театарот, мислам дека заслужува да има вистинска театарска сцена, не само поради жителите на Крушево, туку и поради децата кои што се школуваат тука, но и околните места кои што би можеле да бидат и да гравитираат во Крушево. Последен пат сум го посетил театарот можеби пред 3 години кога правевме представа. Во минатото имаше еден вид на импровизиран театар. Јас велам импровизиран затоа што да имате само бина, а истовремено да немате никаква опрема, да немате соодветно загревање, тоа не е театар. Но ајде да речеме дека во минатото имало некој простор каде што млади неформални театарски групи би можеле да спремат своји представи, на истото тоа место да соберат луѓе и на некој начин да ја прикажат таа представа. Што имаме многу млади и перспективни луѓе. Ние сме имали од секогаш, но не секогаш, па и сега нема доволни услови за својот потенцијал од повеќе области да го да го совршат, да го прикажат пред нас како сограѓани, како граѓани на Крушево. И потребно затоа што нас младите, се ставам и јас тука, ни е потребен поширок опсек, по разновиден културен живот, социјален живот на кој што и ние ќе можеме да се дружиме и истовремено да се неформално едуцираме. Она што потврдува дека во Крушево и кај младите во Крушево има потенцијал за да бидат дел од она што ние го нарекуваме театар, е тоа што пред некое време, мислам дека пред околу 2 недели, бевме преку школото, преку средното општинско училиште во Банско на еден меѓународен надпревар Утринска звезда, и на тој надпревар нашите ученици со театарската група зедоа прво место во подолга драма, а второ место во пократка драма, што уште еднаш потврдува дека ние навистина имаме потенцијал и кај младите има потенцијал, не само желба.